Ова место во Македонија, ова магично место, емитира една посебна енергија. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Откако се вратив со Тунис, ова е второ видео на мојот канал од Македонија. И денес ќе одам по Галичник, од Битола се упатувам кон Демирхисар, низ Демирхисар кон Кичево, од Кичево преку Стража превојот, се упатувам покрај Мавровското езеро и кон селото Галичник. Веќе сега фаќаат, ова е крајот на јуни иначе, и веќе фаќаат жешките горештини, жешките денови, така да одам сега малку да се подразладам на едни пониски температури на Бистра планина кон селото Галичник. Дел во Македонија каде што се емитира една посебна енергија, нешто што не се опишува, туку само се доживува. Вчера му сменав и масло на моторот, синџир му сменав исто така, веројатно ви немам кажано. Звездата предна исто така му ја сменав, задна не можев да најдам, но здрава изгледа задната, така да предната беше полоша, беа извиткани забите. И сега моторчето си е баш како ново. Иначе, иако веќе жештините се фатени, овој викенд нешто не знам оти многу дува. И сега дува, може би веќе го слушате ветерот. Но се надевам кај Галичник нема да дува, на Стража дека нема да дува исто така, не би требало. Но сепак останува да видиме од Битола до Галичник, искрено не знам колку километри има. Некаде може би 150, може би претерав 120, може би. Не знам, не ми менува, сатот е 10:30, мал се касно тргнав, но што излезем бев едно друго. Но сега тука време е да излезам јас пополека од Битола и да се упатам кон Демирхисар и Кичево. Дојде време да се приклучам на патот кој води од Охрид за Кичево. И од тука до Кичево имам уште може би неколку само километри. Моментално поминувам покрај Кичево, нема да влезам во центарот, центарот е десно по патот. Меѓутоа јас тука само одам право, дува тука многу повеќе од Битола. А јас одам сега право кон планинскиот превој Стража, каде што ќе направам веројатно една куса пауза горе во ладовината, каде што се наоѓа и меѓесите од Стража, односно каде што е и највисоката точка на планинскиот превој. Веќе има мали гужвичиња тука, но каде и да е уште малце ќе започнам со искачување на планинскиот превој Стража. Крајот на јуни веќе се е зелено. Горе Галичник стално кога сум одел било жолто, се надевам дека денес ќе биде зелено. И веќе започнувам со искачување на планинскиот превој Стража.
пристигам на стража на највисоката точка на планинскиот превој. Тука сега една куса пауза, само ќе направам да се разладам малце на оваа висока надморска висина и потоа продолжувам кон Галичник. Каде да паркирам само? Направив јас една куса 10 минутна пауза тука. Мислев дека нема да дува, но сепак испадна да дува. Бидејќи сепак овде затворено е, лево десно има шуми едно друго, но сепак ете дувкаше. Многу гужви, тука имаше доста луѓе, сега одвај чекам да стигнам до падините на планината Бистра, каде што очекувам една голема тишина. И дојде времето да завртам јас лево кон Маврово. Значи доколку овде продолжам право, ќе одам кон Гостивар. Но јас одам лево кон Маврово за да стигнам до Галичник. Недела денес викенд, жежи, веројатно ќе има многу луѓе. Галичник сепак нема да е баш изолирано, да речам. Но во секој случај сепак да не нагодувам, ќе видам, може би повеќето ќе одат само до Маврово. Веќе влегов јас во Националниот парк Маврово и моментално поминувам низ населбата Мавровски Анови. Доста кафанчиња има тука. Има и доста домашни туристи, забележувам. А од левата страна се наоѓа и Мавровското езеро. Тука сега завртувам лево. Доколку одам право, ќе одам кон градот Дебар. Имам видео на мојот канал кое што е насловено нешто како патување низ Западна Македонија, мислам дека беше, и каде што ќе видите патувањето каде што одам право Дебар, Јован Бигорски манастирот и низ Дебар надолу кон Струга и Охрид. А ова иначе е сега што го поминуваме браната на Мавровското езеро, односно хидроцентралата. Има еден нервозен човек, тука се брза гостиварчанец, а ова одлево е Мавровското езеро. Мислам дека сега е во пикот со нивото на вода. Мислам дека ова е исто така и најполно што го имам видено до сега езерово. Многу убаво се прелива од сјајот на сонцето, убава боја има, не е валкано, не е тиња, но ова барем од далеку така изгледа. Но што од далеку изгледа, сигурно и од блиску не е валкано. Тука е местото каде што завртувам десно и доколку и вие завртувате за Галичник, не продолжувате право. Сите коли продолжија право, така да можеби сепак нема да има многу луѓе горе на падините на Бистра и во Галичник.
Сега тука започнува еден дел каде што патот е малку потесен, дел каде што треба да внимавате да не ви надоаѓа кола одгоре, бидејќи е стрмно и колата ќе биде засилена, ви одите нагоре, исто така сте засилени. Исто така има вакви кривини полукружни кои што многу подсеќаат на кривините од превојот Стелвио во Италија, кој го немам возено, но тоа што гледам на Инстаграм по видеата, оне што ги снима луѓето што паѓаат, многу слично изгледаат и овие кривини. Но извадливо е се води сепак и со две коли да сте, и мотор со кола се разминувате, сепак има доволно простор, јас мислам да се размините. А на овие кривини, ако треба и прва ќе си ставите за да ги помините, бидејќи се навистина стрмни, а доколку ви доаѓа и кола од другата страна, ќе треба во внатрешниот агол да ги помините кривините, а дури и да не ви доаѓа, баш нема некоја голема прегледност дали од другата страна доаѓа кола и дали да внимавате или не. Исто така еве гледам онде има на места малце како наровни, да речам, чакал ситна песок, така да внимавајте да не ви зализга некаде. Но во секој случај е интересно патче, асфалтот е нов, сега пред скоро беше асфалтиран, така да барем дупки нема, затоа не треба да берите гајле и да се грижите. Исто така шумски предел е овај, така да и лево и десно ќе имате дрва, ќе гледате и доста сенка, сепак нема да е се само сонце. Еве сега идат горе, коли одгоре, сосем добро се разминавме мотор со кола, а еве пред мен има и кола, се разминаа сосем доволно солидно и двете коли. Еве и пешачари има, планинари малце. Еве сега малце колава ќе ме успори, но сепак. Ми пушта десен жмигавец, сака да ме пушти, но... Или сака да застани. Не, ми кажва дека киди кола да не претицам. А фала му, стварно мило ми е што мисли на мене, но за жал се уште теренот не дозволува. Фала ти, брат. Многу ми е мило кога има вакви добри луѓе кои што мислат на нас моторчиите. Навистина ме радува премногу. Иако горе сепак ќе застанеме сигурни тие и ние нападените, но сепак. Тука иначе ветерот веќе намале, многу е помалку дува и температурата е доста поладна во однос на стража. Тука лево кај колите имате и видиковец од кој што се гледа целото Мавровско езеро одгоре. И пристигнуваме на најубавиот дел од овај пат. Сега е зелено, навистина е убаво, ова мене ми е омилен дел од патот, кога ќе одите за Галичник. Ајде колава, нека иди. Овде да сега и овци немам сретнато да пасат, само коњи имам видено. Доста и кучиња има. А иначе, ова место во Македонија, ова магично место, емитира една посебна енергија која што ниту една снимка, ниту една слика, ниту еден збор не може да го долови. Едноставно треба да се почувствува. Дојдете, запалете колата, испратете го ова видео на некој ваш другар или познаник и речете му викендов одиме за Галичник.
бидејќи навистина овде еден спокој, една тишина има, една поинаква енергија, што мислам дека никаде на друго место можеби нема да ја почувствувате. Имате тука и коњи пасат, доста зеленило, трева. Едноставно сте буквално во срцето на природата. Јас тука сега ќе направам уште една пауза, бидејќи навистина ми е премногу убаво. Ги гледате падините, гледате патот е прав фишек, нов направен, иако овде е доста високо, но мислам дека извадливо и со возила се размините, така да еве ги овие што ме пуштија. Вереди да се дојди во секој поглед, навистина ќе бидете доста убаво наградени од природата. Продолжувам понатаму кон селото Галичник. Тука Шерпа хорс райдинг. Мислам дека ако не се лажам, доколку сакате да јавате коњи тука низ планината Бистра, тука е местото каде што можете да изнајмите. Многу луѓе гледам тука, има некои со шатори, села може да и кампинг место, бидејќи гледам и со кампинг комбиња се тука луѓе има. Странци доста. Така да, не знам зашто не сум помислил, па можам некој викенд вака да си дојдам да се релаксирам тука сега. Секако жештини уште поголеми во јули ќе фатат. Треба да го сторам тоа. И еве го и знакот за Галичник, веќе влегувам во Галичник. Премногу возило уште на самиот влез испопаркирани, тука гледам исто така има некоја кафана. А во далечините се гледа и Дебарското езеро заедно со Дебарскиот мост.
него и селото Галичник. Многу традиционално изградени куќи од камен, што всушност и го прават многу автентично ова село. Сега тука право нагоре валјда. Да. Се делеше патот на лево и десно, знам и претходниот пат кога бев, се пат збунав малце. Охо, дрвата многу се мрдаат, што значи овде сигурно многу дува. Но се уште не осеќам ветер. Што сторе коли. Тука негде треба да е ресторанот, не да кој и јас го барам. Но има многу ѓубре тука, дали воопшто ресторанот е за право навамо? Премногу ѓубре на вистина. Охо. Под мене канте од млеко. А јас тука негде ми е најубаво да го паркирам моторот, само каде? Вака овде нагорно, што ќе биде така како го паркирам, ништо нема да биде. Само ќе морам, стрмно морам со возење сето тоа да го направам. Или уште подобро тука вака. И јас го напуштив ресторанот, хотелот Неда, јадев шарска плескавица, односно плескавица полнета со кашкавел и леп со неа и едно макијато големо. Плескавицата беше премногу вкусна, јас немам батерија многу на камера. Горе беше свежо, многу дуваше ветер, дури стуеше подсенка, мене ми застудеа, рачунајте со чизми и со долги панталони сум долу. Тука морам да го одјавам јас ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. Останете поздравени и чувајте се!